добар ден и од мене, вака официјално, како што најави Ирина, јас сум Весна Филиповска, секретар на Македонското научно здружение за аутизам веќе 7 години. И она што можам да кажам е дека денеска најтешката работа ми ја дадоа мене. Зошто? Затоа што во 5 ограничени минути јас треба да зборувам за многу проекти кои што ги имаме во овие 10 години изработено, меѓународни проекти, и во кои што несомнено го дадовме целото наше знаење, целите наши сили, целата наша професионалност, ќе кажам и нерви, затоа што навистина за секој проект го гледаме како наше дете и стоиме и гледаме да имплементираме не само во училиштата, туку и во општеството, да помогнеме на родителите, да помогнеме на сите професионалци кои што нели решија да го посветат својот живот, своите професионални компетенции, да помогнат токму на децата со попреченост, особено на децата со аутизам. Првиот проект кој што сакам да ви го представам, тоа е еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство. Меѓународен проект во кој што има доста партнери од Велика Британија, Хрватска, Кипар, ние учествувавме и секако Белгија, и кој што траеше од 2015-2018 година. Главните цели на овој проект всушност е да направиме еден развој на модел за едукација на родителите, и она што сакам да напоменам е дека навистина нашите проекти не се осврнуваат само исклучиво на едукативниот дел во училиште, туку се однесуваат и на родителите, значи како нив да им помогнеме, како да ги спремиме, како да се соочат полесно со овој предизвик, да знаат дека не се сами. Меѓутоа исто така се посветени и на целото општество како да го подготвиме за оваа категорија на деца, како да им помогнеме на наставниците, специјалните едукатори, логопедите, психолозите и сите останати. Во однос на вториот проект, тоа е програма за едукација на родители, односно позитивни пристапи кон аутизмот. Овде ќе видите дека всушност има 6 модули кои што ги опфаќаат следните теми. Тоа е вовед, нели, за оние кои што можеби никогаш немаат запознаено дете, да знаат што всушност значи аутистичниот спектар. Потоа нивното однесување, користење на визуелната структура која што е застапена веќе секаде и во училиштата и дома и нели со сите едукатори кои што работат со овие деца. Сензорните прашања кои што исто така се голем проблем. Комуникацијските предизвици и секако развивање на социјалните вештини, бидејќи како што нели се развива нашето општество, веќе не е само образовната компонента, напротив, тука си социјалните вештини кои што и текако се клучни за сите деца, вклучувајќи и оние кои што се со атипичен развој. Дополнителни модули тие излегува како насока и од самите родители кои што учествуваа, дека потребно е всушност да се обрне внимание на пубертетот, спиењето и исхраната, кои што исто така се значајни прашања во едукацијата, образованието и општо животот на децата со аутизам. Следниот проект е холистички пристап за индивидуално насочено планирање кај лицата со аутизам. Тој траеше од 2018 до 2021 година и тука повторно беа самите деца, односно ќе кажам лица, бидејќи опфативме и по возрастна категорија на лица со аутизам и секако нивните семејства, нели, како прва помош и подршка. Кои беа главните цели на проектот? Јакнење на лицата со аутистичен спектар, социјалната инклузија, подобрување на компетенции на професионалците и секако подигнување на свеста, бидејќи иако говориме ние многу за инклузијата, се повеќе се дава некако значење, веќе не е табу тема, меѓутоа се уште имаме доста мала свест, мала емпатија, така што ми секој проект гледаме да го провлечеме и тој дел. Клучните активности беа развој на индивидуалните планови, на што во почетното излагање го кажа професорот, обучување на професионалците како да се носат нели со сето тоа и секако промоција на инклузивните практики, кои што секогаш знаете дека од секој проект не можат во целост да се имплементираат, меѓутоа ние сме среќни што од секој проект нешто внесовме како новитет, како можност и во училиштата, и во општеството, и општо во нивните семејства. Очекуваните резултати, зголемена самостојност која што е доста важна, квалитет на животот, не само на лицата со аутизам, туку и на нивните семејства, поголема интеграција нивна и подобрени професионални компетенции на професионалците, бидејќи колку и да сме професионални учени, секогаш нели ни треба дополнително да се носиме со трендовите и особено методите кои што ни доаѓаат од поразвиените земји. Пријателски места за аутизам е едно од моите фаворити. Тој траеше од 2019 до 2022 година. Целната група всушност беа повторно лицата со аутизам и нивните семејства, меѓутоа нивното имплементирање и функционирање во општеството. Како секојдневните работи кои што ги сретнуваат, маркети, училишта и слично, како да ги направиме подостапни и не толку сензорно искушувачки за нив.
Кои беа главните цели? Значи реков да се прилагодат околините, обука и све, социјална инклузија. Меѓутоа десно ќе видите пишува хабови за младинци со аутистичен спектар на нарушување и токму тоа беше најубавиот можеби дел, не знам, од моето учество во Македонското научно здружение за аутизам, затоа што во 3 поголеми градови се правеа хабови токму за лицата со аутизам кои што се возрастни. Значи зборуваме за тинејџери, адолесценти, и кои што многу често се заборавени во нашето општество, нели ги водиме во основно образование, средно како задолжително, меѓутоа тука веќе се губат. Се правеа работилници за нивно дружење меѓусебно, се дружеа, прославувавме роден ден, имавме активности и можеби во видеото следно кој што ќе видите, ако има слики од тој настан, да видите навистина како изгледа на среќен адолесцент, среќен тинејџер, кога му се обрнува внимание, кога е дел од некоја група и која што ги прави своите омилени активности. Следно може. Подршка на социјални вештини и позитивно родителство од УНИЦЕФ. Носител во соработка нели со Македонското научно здружение за аутизам од 2019 до 2020 година траеше. Може за главните активности. Ова е, десно што го гледате, е прирачникот кој што каде да го покажеме бидејќи го има на англиски и на македонски јазик, особено странските дефектолози, специјални едукатори, психолози се многу импонирани од тоа како изгледа, како е срочен, како е направен, така што да кажеме дека тоа не може едно од најомилените дела кои што ги имаме креирано. Содржи доста број на насоки за како да се подржат социјалните вештини и позитивното родителство, секако можете да си го превземете и онлайн, го има и на македонски и на англиски јазик. Учам и на албански, се извинувам. Учам и ги надминувам своите граници. Ова е проект кој што беше партнери во проектот се Турција, Македонија, Италија и Европската асоциација за лицата со аутизам. Ова е токму развивање на вештини како да се справат со катастрофи и вонредни состојби, што за жал се повеќе некако ги имаме. Морам да кажам дека бидејќи јас работам и во училиште, се искористија голем дел од работите за како да се постапи кога има пожар, како да се постапи кога има да се сеќавате на најави на бомби, така што ние ги прилагодуваме буквално на сите оние работи кои што за жал не се случуваат во нашето општество, така што исто можете да го посетите сајтот на овој проект и да видите насоките како треба да се постапи во една таква ситуација. Инклузија преку социјални вештини за учениците со аутистичен спектар. Еразмус проект кој што траеше од 21-та до 23-та година. Главните цели на проектот всушност беа развивање на социјални вештини кај учениците со аутизам и она што очекувавме и направивме подобро социјален развој, инклузија, учество во училишната заедница, зголемена свест и компетенции на наставниците, како и инклузивни практики. Предпоследниот мислам дека ова е проект достапно дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост. Това беше нешто кое што се случивме за прв пат. Зошто? Затоа што дигиталните алатки некако веќе се наметнаа во периодот на корона и видовме дека навистина можеби во такви ситуации можеме доста да искористиме технологијата и да ни помогне во едукација и образование, не само да играат децата нели пред компјутер, туку тоа да биде едукативно. Така што се направи Teach Space апликацијата, која што можете да ја видите, ние ја имплементиравме во школото, ја пробавме. Навистина има одлични содржини, наменета е за сите деца, дури за деца со типичен развој, така што може да се направи таман една инклузија помеѓу сите деца. Следна. Подршка на децата со аутизам преку физичко образование, тоа е ова што тековно го работиме и ова ни дојде како еден новитет. Зошто? Затоа што досега многу малку, ние повеќе сме фокусирани на математика, македонски да чита, да пишува, меѓутоа некако ги заборавивме оние движења, онаа игра, скокање и слично, така што токму овој проект всушност е наменет за како наставниците преку часовите по физичко образование да можат да допрат со децата со аутизам и она што сакам да го кажам е дека овој проект е наменет за секоја возрастна група. Значи имаме активности, прирачник кој што е направен за децата во градинка, деца во основно училиште и деца во средно училиште. Тоа е за да се опфатат нели сите оние деца, да не сме сконцентрирани некако само на основно образование, прилагодени се на возраста, на можностите на нашите македонски можности, иако има доста партнери нели од странство и Литванија и Латвија, сепак секој е со различен менталитет и различни можности, така што го прилагодивме на нашиот образовен систем. Она што можам за крај да кажам дека поминавме многу работа, ако сакате да нели дознаете повеќе за проектите, слободно посетете го нашиот вебсайт. Мислам дека јас одлично завршив работава во да не преминав.
најбрзо зборувам во служењето, затоа ми го дадоа овој дел. Јас ќе кажам дека на крајот, како секој роден ден, нели, посакувам уште следни, барем 25, уште поуспешни, уште поплодни години за македонското научно служење, која за аутизам, кои што ќе допринесат многу, како и до сега, во образованието, во квалитетот на животот не само на децата со аутизам, туку и на нивните семејства. На крајот, завршувам ветувам, би побарала од вас еден навистина голем аплауз за професорот Трајковски како председател на Сдруженијето, бидејќи да не беше тој, неговата тврдопорност, искреност, ова не е договорено. Искреност, професионалност, тврдоглавост, да не беше како што е вистински професионалец, ја мислам дека немаше да биде тука. И назад немаше да биде вака.